Нелогично е да еден човек при здрава памет го напаѓа докторот, односно лицето од кое што очекува помош. Како тоа лице ќе даде максимум околу третманот на неговиот близок, ако вие го напаѓате вербално или физички докторот и го оневозможувате во неговото работење. Меѓутоа, независно од оваа логика на нештата, тие агресии, тие жестокости што се искажуваат кон лекарите, се и натаму присутни. Во социјалните мрежи веќе се гледа едно квази задоволство на одредени луѓе кои што викаат така им треба на докторите од јавно здравство кога не се љубезни. Не викам дека докторите сите се 100% љубезни, но процентот на тие што се нељубезни, верувајте, е минимален. Докторите на секундарно и терцијарно особено ниво се наоѓаат во ситуација кога мораат да пружат паралелна помош на двајца ицни пациенти, кои што дошле во едно време. И вие се сеќавате, според правилата на воената доктрина, прво му пружате помош на болниот, кај што вашата интервенција може најмногу да помогне. Ние не можеме да дадеме се од себе, ако тој дамоклов меч ни стои над вратот дека ќе бидеме упукани или избодени со нож на работното место. Што прават британците? 3% од болниците им советуваат на здравствените работници да научат джиу-джитс, карате и таму што ја знам некои виштини, бидејќи според нивниот таму да кажам статут, тие не смеат да напаѓаат, но само можат да се бранат. Потоа имате напади со огнено оружје. Како да се брани здравствениот работник? Лично сум бил под притисок 10 дена дека ќе бидам убиен. Затоа што мајка на 4 таму граѓани во СФРЈ зборувам уште од пред повеќе од 25 години, умрела на 67 години од декомпензирана кардиомиопатија. Сакам да ви кажам дека тоа било и порано, дека и сега, но сега некако акцелерираа овие напади врз здравствените работници и ние сакаме да ставиме крај. Лично мислам дека мора да се направи нешто во нашето законодавство. Чекаме да се конституира владата на Република Македонија, да се направи еден допис или непосредна средба со новоизбраниот ресорен министр за здравство и да се понуди конкретно решение. Можеме ние како лекарска комора да формираме и група која ќе работи на тој проблем. Во актуелниот закон за здравствена заштита или во законот кој што треба да биде бела виделина за докторска дејност, да се стават членови каде што ние ќе добиеме статус на службени лица. Вие не можете да плукате, можете во Канада и да плукате врз полицајите, да му псуете мајка и што сакате, но не смеете да дигнете рака. Исто така во Британија. Значи, наши колеги, доктори, имаат статус на службено лице во Финска, во Данска, во Израел. И сега таа иста работа се заговара за Република Србија. Ние истото тоа го бараме. Зарем треба да доживееме да биде убиен доктор додека ја пружа работната, додека работи на работно место, па после нешто да се направи. Значи веќе е трпението дојдено до крај. Докторите повеќе не можат да чекаат. Што сега правиме? Во регуларна судска постапка ги остваруваме своите права, како што го оствари правото докторката од Струмица, која што беше ударана 2 пати со бокс во глава, додека пружала помош на родител, на пациент, а синот ја удирал. Се упатуваат пациенти на терцијарно ниво, кои што се повеќе и повеќе вистински треба да се упатени на терцијарно ниво. Секундарните болници го превзимаат се повеќе теретот и матичните лекари превзимаат терет. И можно е да ради тоа се ствара една нервоза кај пациентите, секако и кај персоналот, кој што резултира со оваа агресија. Значи ние сме сега во една фаза во која што го добиваме она кое што го имаат западните системи. На запад не може никој одма да отиде на терцијарно здравство. Исто така, освен ургентните случаи. Меѓутоа, кај нас има перцепција дека треба сите пациенти кои што мислат дека се за итно, а сите мислат дека се за итно, да отидат на терцијарно ниво и таму да бидат лекувани. Често пати болниците за терцијарно ниво не се спремни да превземат пациенти кои што не се за нив. Вие го знаете случајот што дошол кај вас, таа била пациентка која што со малигно заболување. Малигно заболување на гастро, кажете ми што бара. По обсервација на пациентот, они сметаат дека треба да биде таму. Меѓутоа, значи дека
дали е вистински упатена, дали е упатена по барање на семејството и така натаму, сето тоа, значи брзата помош ја донела таму на барање на семејството веројатно, за да им излезат во пресед. И сето тоа прави една нервоза. Не сметам дека таа администрација е тригерот тука, затоа што ова се сепак инциденти. Значи не е континуирана појава и не е глобална, меѓутоа нејзината зачестеност е тоа што загрижува. По мене лично е ова видување. Значи станува збор пред се за нарушена доверба. Значи доколку пациентот кога доаѓа во амбуланта, болница или каде и да е, кај докторот кој што треба да му пружи помош, пред се мора да има доверба дека тој лекар ќе му пружи помош. Моментот е дојден до тоа да нестручни лица во нашите чекални одредуваат колку ние треба да го прегледуваме пациентот кој што исто така има проблеми во нашата ординација. И сметам да времето е зрело да направиме системски, генерални реформи со кои што навистина ќе се почитува и ќе се вреднува соодветно трудот на докторот на примарно, секундарно и терцијално ниво. Се со една единствена цел, да стручните лица, докторите, одредуваат колку му треба на пациентот кој што е пред нив, време, траење, за да му се подобри неговата здравствена состојба. Јас би сакала да апелирам до нашите почитувани граѓани во државата, до нашите ценети пациенти, бидејќи им се овозможува една законска регулатива каде што стојат нивните права во Законот за заштита на права на пациентите, значи да си ги почитуваат своите права, да се водат по нив и да постапуваат согласно тој закон, но исто така и должностите кои што тој закон им ги дава, да исто така добро си ги прочитаат, добро си ги проучат и да се водат и по нив. Само со заедничка, значи со работка ќе имаме квалитетна здравствена грижа и задоволни пациенти и задоволни лекари. Ние како лекарска комора упативме циркулар до сите директори на јавните здравствени установи со молба да преземат наитно мерки за заштита на здравствените работници за време на работниот процес, значи зборувам широко, затоа што имаше напади извр медицински сестри, али доктори пред се. Тој циркулар е стигнат сегде, но одговорот таму немаме добиено.